О, не. Изгледа Марго е сериозно вознемирена за нешто. Итно ни треба засилување. Еј, Венсдеј, не е време за танцување. Мора да ја спасиме Марго. Оди, нема ни секунда за губење. Леле, изгледа и сестрата е тука. Сестрата знае подобро од секого што и треба на Марго. Побрзај. А, еве ја и баба. Тоа е некој што точно знае како да ја задоволи својата внука. О, да, сите херои се тука. Што се случи? Дали Марго е гладна? Не е важно. Нашиот нов предизвик започнува. Изгледа баба и сестрата одлично се забавуваат. Па, доста со одвлекување на вниманието. Време е да дознаеме што ќе готвиме. Бургер, леле. Па, дали сте подготвени за нов предизвик? Да одиме. Значи, баба започнува со лепчиња за бургер. Да, тостираните лепчиња се многу подобри. Сега ни треба мелено месо. Баба зема кофтиња од мелено месо, ги става во тава за пржење, ги притиска со шпатула вака. Плескавицата е подготвена. Сега парче вкусно сирење и секако каков бургер без домат. Има кромит и лепче од озгора. Леле, баба толку брзо се справи со задачата. Одлична работа, бабо. Сега е ред на сестрата. Изгледа обичните лепчиња нема да завршат работа. Што? Крофна? Колку вкусно. Сестрата ја сече крофната на две половини. Сега чоколадите. Колку е сладко. Но сестрата има уште нешто. Тоа е кисел гел. Толку е вкусен, но толку кисел. Сега да додадеме маршмелоу, малку мармалад и сируп од бобинки. Зошто да не? Сега го покриваме нашиот чудотворен бургер. Каква убавина! Изгледа баба ја ценеше работата на својата внука. Но Венсдеј не е толку лесно да се изненади. Значи, започнуваме како и обично со лепчиња секако црните, пржење на плескавица вака. Што прави Венсдеј со парче сирење? Леле, колку кул изгледа ова сирење сега. Парче краставица. Леле, овој бургер изгледа како да има уста со јазик. Но нешто недостасува. Добро е што покрај Венсдеј секогаш има рака која ќе помогне при секој проблем. Очи од мармалад. Изгледа тоа е она што и треба на Венсдеј. Еј, внимателно, бабо, раката е сосема безопасна. Сега да додадеме очи на бургерот. Леле, само погледнете го ова чудовиште. Толку е страшно, но сепак толку апетитивно. Но, кој бургер ќе биде највкусен? Сега ќе дознаеме. Марго, твој ред е. О, колку сум гладна! Овој бургер изгледа необично. Да го пробаме. Вкусно, ми се допаѓа. Па, што е следно за нас? Да го земеме првиот загриз? Еу, дали е тоа кромит? Каков неред? Бургерот не е тоа што ми треба. Па, што имаме овде? Ова се моите омилени сладки. Грицкање мармалад со крофна? Тоа е по мој вкус. Па, време е да го избереме победникот. А тоа е овој бургер. Да, ова е нашиот победник. Леле, честитки за Венсдеј. Дали ми се чини или таа се насмевнува? Венсдеј се насмевнува? Леле. Упс, изгледа некој беше срамежлив. Се чини дека сестрата и раката најдоа заеднички јазик. О, време е раката да си оди дома. А време е и нашите херои да сготват ново јадење. Топло чоколадо. Кој не го сака овој вкусен пијалок? Се надевам дека сите се подготвени. Да одиме. Баба повторно се зафаќа со готвење. Таа истура млеко во тенџере. Сега какао во прав. Не заборавајте да промешате. О да, табла чоколадо ќе го направи вкусот уште поинтензивен. Колку е сладко. Баба истура топло чоколадо во нејзината препознатлива шолја. Одлична работа, бабо. Сега е ред на сестрата. Еј, внимателно. Не можеш да го изедеш целото чоколадо така. Да, баба е во право. Шеќер треба да се додаде сосема малку, вака. О, што планира таа?
Да, само погледнете го овој сладокусец. Баба не ја одобрува оваа количина на шеќер. Добро, време е да додадете млеко. Бидете внимателни. Упс! Да, на сестрата очигледно и треба повеќе внимание. Значи, можете да ги додадете сите состојки. Сега малку боја. Леле, погледнете ова убавина. Овој крем е толку светол. Сега малку трошки. Тоа е сервирањето. Сестрата даде се од себе. Но тоа не е се. Последниот допир е шлак и... неколку маршмелоу. Погледнете ја сладоста. Да, сестрата даде се од себе. Совршено. Па, твој ред е, Венздеј. Тука е потребна соодветна шолја. Рака, не можеме без твоја помош овде. Каков ужас. Бабо, подобро чувај ги нервите. Венздеј истура чоколадо и малку шлак. Сируп од бобинки. Одлично. И малку харибо мармалади. О, да, погледнете го ова уникатно сервирање. Топлото чоколадо е подготвено. Зошто? О, тоа е лудост! Ова е вкусно! Ми се допаѓа! О, и одиме понатаму. Ова е топло чоколадо од баба. Одлично! Што е ова? Изгледа чудно, но да пробаме. Не е лошо. А победникот е... Да, сестро, оваа рунда е за тебе. Па, изгледа нашите херои се подготвени за нов предизвик. Што ги очекува овој пат? Леле, тоа е помфрит. Има многу начини да се сготви и послужи ова јадење. Сега ќе дознаеме кој начин ќе го изберат нашите херои. Секако, компирите прво треба да се излупат. Што се случува? Леле, сестрата избра многу необичен начин на лупење компири. Баба не е среќна. Но како може да и се лути на својата сакана внука? Сега треба да ги земете компирите. Тоа е тоа. Сестрата ги сече компирите со специјален нож. Погледнете ја оваа убавина. Време е да додадете малку боја. Леле, тоа е толку светло. Додадете масло. И можеме да ги ставиме нашите светли компири во тавата за пржење. Одлично. Со врело масло секогаш треба да бидете исклучително внимателни. Еј, внимавај! Убаво ги распоредуваме нашите обоени компири во чинија. Сестрата доби толку светол помфрит. Баба предпочита по класична верзија на јадењето, а понекогаш класичната верзија е најдобра, нели? О, да, помфрит и кетчап. Овој вкус им е познат на сите уште од детството. Што може биде подобро? Одлична работа, бабо. Па, со што ќе не изненади овој пат Венздеј? Компирите на Венздеј се веќе сготвени. Изгледа како вообичаено сервирање. Но чекај, што е ова? О, не, изгледа Венздеј ги измеша страните. Бабо, подобро покри ги очите. Ова не е гледка за оние со слабо срце. Значи, каде бевме? О, да, помфрит. Венздеј ги бои компирите црни. Леле, колку е убаво. Изгледа и сестрата го ценеше јадењето на Венздеј. Погледнете ја нејзината реакција. Па, да видиме што мисли Марго. Па, што имаме тука? Леле, да не е малку изгорен компиров? Не, нема лош вкус. А со кетчап? Едноставно супер. Па изгледа нема да се воздржувам и ќе изедам се до последно парче. Вкусно. Одиме на следното. Не е лошо. Да видиме. Но вака ќе биде уште повкусно. Па, збогум компирчиња, ќе ве изедам. Мислам дека малку претерав, но има уште и трето јадење. Колку убаво јадење!
Да, многу е вкусно. Веќе го чувствувам тоа. Толку добро. До последно парче. Опа. Ох. Не грижете се, добра сум. Па, дечки, дали сте подготвени за следниот предизвик? Па, да видиме. Палачинки. Ох, колку е тоа вкусно. Се надевам дека нашите херои знаат како да го сготват ова прекрасно јадење. Има толку мучини. Па, да почнеме. Баба, како и секогаш, прва почнува со готвење. Внимателно истурете ја смесата за палачинки во тавата. Одлично! Ја гледате коричката, може да ја превртите. И оваа палачинка е едноставно совршена. Ете што значи долгогодишно искуство. Венздеј, што е работата со тебе? Ох, изгледа не можеш без помошта на раката. Црна боја? Секако. Кој се сомневаше? Тоа е Венздеј. Погледнете ја оваа боја. Изгледа малку се занесе. Добро, да се вратиме на нашите палачинки. Леле, ова всушност е преубаво. Да, црната храна секогаш изгледа толку стилски. А која е вашата омилена боја? Оставете ги вашите предлози во коментарите и можеби во следното видео ќе го направиме тоа. Во меѓувреме изгледа сестрата има нешто интересно на ум. Леле, ова веќе не е палачинка, туку вистинско уметничко дело. Ох, некако оваа боја доколнешка не се да се истисне. What's the matter with you? Ауч! Тоа беше брз удар во окото. Се надевам дека се е во ред со нашата сестра. Да, се е во ред. Во овој случај, најважно е да не се откажуваме и покрај сите тешкоти, нели? Успеваме. Леле, тоа е еднорог. Само погледнете ја ова убавина. Да, во вакви моменти баба е толку горда на својата внука. А што е со баба? Изгледа не чека добар стар рецепт. Палачинки со путер и јаворов сируп. Од ова веднаш почнуваат лиги да течат. Мислам дека и палачинките на Венздеј се големи. Да, изгледаат необично. Венздеј го додава својот омилен сируп од бобинки. И... Леле, дали се тоа пајаци? Смири се, бабо, овие пајаци се направени од чоколадо. Па, Марго, време е да ги пробаш јадењата на нашите учесници. Ох, што е ова? Изгледа застрашувачки. Да ја пробаме палачинката. Не е лошо. Што е следно за нас? Леле, колку е вкусно, а вкусот е едноставно супер. Каква убавина е ова енорог. Колку е сладко и колку е вкусно. Добро, мислам дека одлучив за победникот. Еве го, честитки, сестро, ја заслужи победата.